Пензионерите кои стравуваат дека ќе се укине законот за линеарно покачување на пензиите конечно здивнаа. Граѓаните ја поздравуваат одлуката на Уставниот суд кој го отфрли сомнежот за неуставност на овој закон и истиот останува на сила. Дел од нив сметаат дека покачувањето треба да биде уште поголемо. Повеќе пари за лекови, храна и основни потреби на постарите лица. Пензионерите со помали примања одат чекор погоре, а животниот стандард се подобрува за сите подеднакво. Супер, за сите не па некој да има, некој да нема. Барем не се љутимо. И за нив, и за и тие што има, и тие што нема, доволно е. 100% да имаш некоја парица поќе се знае животот е поубав. Абе добро, некако ќе дојде на ред тоа. Ние пензионерите отидовме со мали пензии, па редно е да не ги качуват. Никогаш нема линеарно да ги зголемат оној колку што треба. Па треба да биде линеарно покачување. Ние ништо не доприносиме пензионери. Одличен потез на така треба. Повеќе значи за оние што се најниски пензии што се тие, малце чекор погоре да дојдат. Малце, треба да им се покачи на луѓето повише. Добро е. Равноправно е за сите. Нема покачување за некој повеќе, за сите исто е најдобро. Пензионерите кои веќе добија зголемување од 1000 денари со септемвриската пензија, истата сума треба да ја добијат и со мартовската исплата, согласно законските решенија усвоени во 2025 година. Линеарното покачување на пензиите почна да го спроведува владата предводена од ВМРО ДПМН пред речиси 2 години. Од тогаш примањата на сите пензионери се зголемија за по 7000 денари. Инаку овој закон се стави на маса за оценување на уставноста откако беше поведена постапка по иницијатива на уставната судијка Добрила Кацарска, пошто еднаш веќе се гласеше и иницијативата не помина, а судот одлучи да го повтори гласањето по изборот на 9-тиот судија.